Благодарам. Најпрво, ако може да искажам една забелешка, јас имам 3 пратенички прашања за поставување до министерот за здравство, меѓутоа министерот за здравство не е овде е заменикот. Прашањата се однесуваат на доста актуелни теми, здравствените работници во чие што име сакам да ги поставам прашањето. Да ви укажам дека заменикот и министрот ги имаат исти надлежности во одсуство на едниот и другиот. Затоа знаете законско решение во претhodниот состав си го донесовме така. Сакам да предложам во колку министерот е на некоја пресконференција. Министрот е таму кај што е, заменикот е тука каде што треба да е. Да го почекаме, да одложиме поставувањето на прашањето да биде покажано. Можете да продолжите да се откажете. Ако не можете се обидам, или може да се откажете. Ќе откажете. видиме како ќе бидат одговорите. Не сакав со ова да го да свани поинаку заменикот министер, мислам не сакам да се навредите, меѓутоа ова беше барање Поставете ги прашањата на имате намера да ги работници. поставите. Благодарам. Значи, имам 3 прашања. Прашањата се за доста актуелни теми во овој период во здравството, каде состојбата во моментот е поцрна од најцрното. И ова не е само моја констатација, туку на сите граѓани, пациенти или корисници на здравствените услуги и на сите здравствени работници. Факт е дека нема ништо исполнето од ветените мерки за подобрување на состојбата во здравството, нема лекови на рецепти после 10-15 во месецот, нема бесплатно лекување за сите осигуреници, нема покачување на платата за 15% за сите здравствени работници, нема фонд за лекување на деца до 18 годишна возраст, нема надградба на мој термин, затоа пациентите со денови и месеци чекаат нели за одредена услуга, нема апарат за компјутерска томографија за болницата во Кавадарци, нема покачување на капитациониот бод за матичните лекари и за стоматолозите од 90, односно 70 денари. Ова се само дел од оние ветување кои што требаше да ги реализирате во првите 6 месеци. Последните денови расте незадоволството и револтот кај матичните доктори и кај матичните стоматолози од најлошиот досега договор што е понуден од страна на Фондот за здравствено осигурување. Заради што и бевме сведоци нели на бројни протести организирани од нивна страна во сите градови во Република Македонија. Со овие договори се доведува во прашање и функционирањето на примарното здравство или на примарната здравствена заштита во целина. Нивните барања се подпишување на анекс на постојниот договор со важење од 6 месеци и комплетно нов концепт на предлог договорите. Со новиот концепт на договорите да се вгради и покачувањето на капитациониот бод, нешто што е неопходно за да се одржи нивното функционирање. Прашањето ми е какво е вашето размислување во однос на овие барања и какви се шансите за нивно реализирање, бидејќи се поизвестно е дека во догледно време може да се соочите и со штрајк на матичните доктори и на стоматолозите. Тоа е првото прашање. Второто прашање е исто така до заменик министерот за здравство, е всушност едно барање од група на доктори стоматолози, кои бараат посредување од ваша страна во надминување на еден проблем во Стоматолошката комора на Македонија. Проблемот е испразнетата сметка на Фондот за солидарност или Фонд за взаемна помош при Стоматолошката комора на Македонија. Имено во 2011 година Собранието на Стоматолошката комора има донесено едногласна одлука за покачување на чланарината од 1200 на 1500 денари, со тоа што е одлучено 300 денари од секоја уплата на чланарината
да оди на сметка на Фондот за солидарност. Извршен орган за спроведување на одлуката на собранието и грижа за наменското трошење на средствата е извршниот одбор на комората. Пресметката е дека од 2011 година до сега на оваа сметка на Фондот за солидарност треба да има собрано околу 100.000 евра. Меѓутоа, сметката е празна и парите ги нема. Доставен е и еден допис до извршниот одбор на комората, но одговор нема. Председателот на стоматолошката комора, господинот Маријан Денковски, кој во еден период бил и председател на извршниот одбор на стоматолошката комора и задолжен за спроведување на одлуката на собранието на комората, на собранието на комората одржана на 3.7.2018 година, предлага, иако не е во негови ингеренции, да се донесе нова одлука, старата одлука да се отповика и патот на исчезнатите пари од Фондот за солидарност во висина од 100.000 евра да не се бараат. Од тука произлегува и собнешот кај група на доктори стоматолози дека средствата од Фондот за солидарност во висина од околу 100.000 евра се трошени во изминатиот период ненаменски и постојат сериозни индиции за кршење на законите од страна на Стоматолошката комора на Република Македонија. Моето прашање до вас е: дали вие, како министер за здравство, за овие случувања во Стоматолошката комора знаете нешто и што како министер ќе превземите во насока на надминување на овој скандал во Стоматолошката комора на Република Македонија? И времето ми дозволува, имам уште едно прашање. Да. Па 3 прашања поставивте, право на 3 прашања има. Има. Имате 3, ја ви водам евиденција. Не, тоа беа 2 прашања, уште едно имам. Ако не дозволувате, нема да го Па поставам. нема да дозволувам, вие поставивте 3 прашања, несоодветно да поставувате повише прашања. Не само 2 прашања. За комората и за докторите од примарното здравство. И ова ви е прашања. и третото ви е И сега фондот. сакам уште едно прашање да поставам, ако ми овозможувате, ако не, нема да го поставам. Еве не го поставувам, ви благодарам. Па 3 поставивте 3 прашања. Ако се